Владата и општините подитно да најдат решение за ублажување на енергетската криза во школите, зашто децата се и најмалку должни да изостануваат од настава. Ова го изјави првиот човек на СОНК Јаким Неделков, откако градоначалниците од Полошкиот регион побара од Министерството за образование да има поголем распуст или онлайн настава за учениците, со цел училиштата да немаат високи трошоци за училниците да се затоплат. Има луѓе во овие две институции кои што можат многу сериозни анализи да направат и повторно ќе кажам, овие две институции да најдат заеднички јазик, бидејќи е и практично и заеднички интересот и на владата и на единиците од локалната самоуправа да училиштата бидат отворени, да се одвива наставата со физичко присуство. Ние како просветни работници во никој случај не сме за настава на далечина, додава Неделков, зашто квалитетот за учење уште повеќе ќе опадне. Со онлайн наставата се постигнуваат многу послаби резултати него со физичко присуство. Тоа е едната причина. Втората причина е што со онлайн наставата се трошат ресурси, и тоа домашни, приватни ресурси, како од затоплување на домовите каде што учениците би биле присутни, се разбира од аспект на синдикат нас и тоа како ни е важно, и од трошоците кои што ги прават вработените, односно наставниците, од аспект на затоплување, од аспект на интернет, компјутери и така натака. Идејата за продолжување на распустот или воведување онлайн настава доаѓа од градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, за што се разговарало и во Полошкиот плански регион. Во меѓувреме од опозицијската ВМРО-ДПМН посочуваа дека настава со физичко присуство е најдобрата и неефикасна форма во воспитно-образовниот процес и дека владата е таа која треба да обезбеди пари за непречена работа на училиштата и нивно затоплување. Во спротивно, трошокот за струја оди на семејствата. При онлайн настава родителите ќе плаќаат за вклучени компјутери, таблети, греалки во детските соби. За децата да не изостануваат од настава, од опозицијата предлагаат владата да ги покачи блок дотациите на општините и училиштата од индустријска струја да се префрлат на тарифата како за домаќинства. Потоа, според временските прилики, да се одредат неколку дополнителни пократки распусти со обврзно продолжување на училишната година во јуни. Од владата засега велат дека не размислуваат за промена на зимскиот распуст или за онлайн настава, но затоа остануваат глуви на барањата на општините да им се помогне во справување со енормните сметки за струја и за грејење кои се и 10-кратно зголемени.